Помина речиси 12 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримковци, кои ме прошетаа низ непрегледните долнодримковски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина, безпрекорно вткаена во верижните јабланичко-караормански планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобичичкото долнодримковско водно огледало, осликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримковска традиција и ми раскажаа за домаќилокот во селото Безово, за некогашното полно сретшелош народ во селото Модрич, за свадбите и крштевките во Јабланица, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите во селото Луково, мајсторлакот во Опискупштина, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримковско. Поминаа речиси 2-3 недели од нашата средба со Валентин Ќурковски во стручкото село Мислешово на осветувањето на камен темелникот на припратата веднаш до Мислешевската црква Свети Јован Крстител, кога во неврзан разговор начално се договоривме да го посетам Долнодримковското село Горна Белица. На пат за Горна Белица килисав ден пред празната Света Петка летна во плавнените сати со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп според возниот ред секој ден поаѓа во 14 часот и 53 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо, за неполни 2 часа, возот помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создава долината на река Бабуна и планинските горостаси, Мокра планина со Солунска глава, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многу вековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ така да речам 20 промилската стрмна железничка делница од 20-тината километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути, попатно застанувајќи на железничките станици Ореше и Гостиражна, точно според возниот ред пристигна во железничката станица Срепче, каде што со неговото возило ме чекаше мојот пријател Димче Ковиловски, од каде што се упатливме во правец на Струга и заедно со него стасавме во селото Горна Белица. Ето е, Димче, Господ ме донесе овдека во Долни Дримкол, во Горна Белица, на славата на селото Света Петка летна, што се вика. Да, убаво, драго ми е, убаво, фино. Ти се радува ли душата што ете денеска ќе не пречека горе во село? Нормално, ма и зарадувањето. Ова стварно историско место е. Ова е во Запад, ова нема шанса, не може да платиш ова место ти овде. Само што е да сега внатре во село не сни биле, малку е далеко од плато, али добро се одит. Ја не знам зимно време како иде овде, дали имало снег, најверојатно дека на времето имало и многу снег овде, не? Меѓутоа, штом луѓето живееле, тогаш имало начин како и да се очисти из тега што се вика. Се селеле, сите села се населени кои од војните, од турците, од римјаните, од не. Така е. Ќе одиме полека, не чека очи горе. Што златото појче врви низ оган, почисто станува. Така е. И уште појче да врви низ оган. Така е. Нека врва оние сега кои не врвеле. Така е.
Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години патувам низ нашите забравени села. Ете, и доста имам поминато 1177 села, а денеска се наоѓам во Горни Дримкол, во селото Горна Белица, на заслугот на Света Петка, а утре ќе бидам исто така во Горна Белица и на утринската литургија, заедно со мојот пријател Димче Ковиловски, кој што неуморно патуваме низ Македонија речиси 10 години. Димче, ете, ќе бидеме денеска гости на домаќините наши, така? Па, прв пат човек овдека, јас веќе осуден сигурен сум ќе бидеме добре дојдени овдека. Ќе бидеме захвални од селаните. Така. Што се вика, секаде каде што одиме, добро не пречекуваат, ама секаде каде што одиме, правиме и добро репортаж. Добрите дела добро носат, добри луѓе, добри идеи. Дури едно би рекол, пред едно неполни, да речиме, месец и кусур дена, во селото Мишлешево, во старата црква Свети Јован Крстител, се поставуваше и се осветува камел темелник на новата припрата. Таму меѓу гостите се запознав со едно младо момче, кој што през името не го памета марно, ама му е името Валентин. Ете, пред 10 дена се слушнавме, нема да ме замени што през името не го памета, затоа што да бидам искрен. Ликовите ги паметаме, ама през имината и имината не е еден Валентин, Зоран, Димче, дека се здрави живи. И ете, оварчи од денеска, во раните утрински сати, на автобуската станица, со Димчета не пречека Валентин и заедно со него, како негов домаќин, како нас домаќин, така речено, ние негови гости, се разбира во името на намештаните од селото Горна Белица, дојдовме да направиме една нова репортажа, сите приказни што ќе ни ги раскажат, да ги преточиме во новиот документарен филм со работен наслов Горна Белица, село во Горни Дримкол, а сето тоа да го ставиме на младото поколение кој што ќе доаѓа по нас, да не остани покриено од правта на заборавот, а тоа да остани во колективната меморија на македонскиот народ. Почитувани мои, пред вечерните сончеви зраци, милувајќи го селото Горна Белица, пред се црковниот комплекс Света Петка Римјанка, ја навестува празничната атмосфера на православната екумена посветена на Света Петка Римјанка, а ширум себерниот дел на Долни Дримкол, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Горна Белица. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го видите видеодокументарниот запис од вечерното богослужение, со кој начествуваше парохијскиот свештеник од Струшката парохија, кое се одржа во црковниот храм Света Петка Римјанка во чест на светицата Света Петка, богослужената вечерна трпеза, која традиција се пренесе од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен, предлагам да ви ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за празнувањето на православната екумена, како и на македонската православна екумена, за празнувањето посветено на Света Петка Римјанка во продолжение на оваа репортажа. Света Петка Римјанка во православието е признаена како христијански маченик која живеела во текот на вториот век. Таа е родена во Рим во времето на владењето на императорот Адријан, од христијански родители, татко Агатон и мајка Политеја. Незините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Незиното име произлегува од тоа што таа се родила на денот петок. Бидејќи
По потекло била од христијанско семејство, таа го добила името Параскева, чие име го означува петтиот ден од седмицата, а тоа е денот петок. Исто така, бидејќи таа е родена во петок, денот кога евреите се подготвувале за празнување на саботата. Името Параскева означува подготовка. Света Петка е позната и под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Родителите на Параскева биле мощни и мотли, што овозможило таа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била незиното омилено четиво. Таа ја изучувала темелно и филозофијата. Родителите на Света Петка Римјанка починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеи и христијанскиот дух и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, а заработените пари им ги поделила на сиромасите и се замонашила проповедувајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времења, кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубени во Римското царство, Параскева остатокот на својот живот го поминала подучувајќи ги луѓето на христијанската вера и успеела да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради дарините што ги дарил Господ Бог за ширењето на христијанството, била наклеветена од еврејските свештеници кај императорот Антонин Пиј. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол да им принесе жртва на боговите, а ако не прифати, ќе биде подложена на мачење. Но Параскева му одговорила на царот: јас никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Бог. Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да истават жештена римска метална капа, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Параскева во казанот. И покрај тоа, таа стоела среде казанот неповредена. Зачуден од гледката, царот и рекол: Параскево, попрскај ме со маслото и смолата, за да видам дали на вистина жежат. Параскева зела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепел. Тогаш тој започнал гласно да ја моли и да бара помош со зборовите: смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, па јас ќе поверувам во Господ кого ти го проповедаш. Параскева му се помолила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот поверувал во Христос и се преобратил во христијанин. Света Петка го напуштила Рим на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови. Во време кога еврејските свештеници ги обвинувале христијаните за разноразните несреќи што се случувале, Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедувајќи го христијанството, таа стигнала во еден град, управуван од управителот на градот Аскипи, пред кого изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, Асклипи ја испратил во една пештера надвор од градот во која живеела некоја страшна змија, но од присуството на Параскева, змијата се вовлекла во пештерската темнина. Увидувајќи го тоа, Аскипи посакал и го примил христијанството. Подосна Света Петка пристигнала во друг град во кој владеел Тараси, пред кого исто така изјавила дека Христос е вистинскиот Бог. Поради тоа, кнезот ја фрлил во котел полн со врело масло, смола и олово, но Господ испратил ангел од небото кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена. Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала од верата во Христос, а Тараси наредил со меч да и се отсече главата. Тоа се случило во 140-та година. Незината душа како гулабица одлетала на небото, каде што по незиното упокоение биле забележани бројни чуда, а христијаните ги посведочиле незините божествени чуда.
Незините свети мошти се наоѓаат во Цариград. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, овој историографски запис што го проследивте не би бил комплетен ако не ви го пренесам поголемиот дел од вечерното богослужение со кој началствуваше парохискиот свештеник од Струшката парохија заедно со соборскиот народ, кое се одржа во црковниот храм Света Петка Римјанка во чест на светицата Света Петка, богослужената вечерна трпеза, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен во соборниот храм посветен на Света Петка Римјанка во продолжение на оваа репортажа. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, за мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, за мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот мир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, за благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, За овој град, за секој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, Господи, Откако Твојата ревност ја направи слична на Твоето име, во наследство ја прими Твојата жива вера, страдалнице Параскево, оттаму изливаш исцеленија и се моли за нашите души. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кој трите момчиња и Данила, кога биле во Вавилон хранети ги со семења, си ги покажал посветли од оние што биле во сласт хранети. Сам ти се благ цару, благослови ги овие семења со различните плодови и освети ги оние што ќе јадат од нив,
Зашто во Твоја слава и во чест на светата преподобна маченица Параскева и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби. Затоа добар Боже на оние што ова го украсили извршува спомен. Подари им се што просат за спасение и за наслада Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица Дева Марија и на светата преподобна маченица Параскева, Света Петка, чий спомен го празнуваме и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со благиот, единородниот Твој Син и пресветлиот и благиот и живот пред Твој Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Христе Боже наш, благослови го и леби со Твојот Свет Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Христе Боже наш, благослови го и леби со Твојот Свет Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Христе Боже наш, благослови го и леби со Твојот Свет Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Ти го принесуваме овој дан, Господи Боже, во чест и слава на светата преподобна маченица Параскева, Света Петка. Святи мучениci, иже добре страдачество ваши и венчавших ся, молитесь яко Господу помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостол похвалон, мучеником радование, иже проповедь Троица единосущная, и саеликуй дева имя очевье, и роди сина Емануила, Бога же и человека, восторг имя Его же величающте Дева, облажаем. Христос спомена су. Речи е и да биде. Речи е и да биде. Баките. Христос спомена баките. Е и да биде. Е и да биде. Е и да биде. Христос спомена е и да биде. Таста. Седи присно и во веки веков. Амин. Помилуй не Боже, според Твоята голема милост се молиме, чуни помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за живот, мир, здравје и спасение чета Божи. Зоран, Јасмина, Даниела, Теодора, Дана, умножи Господ, Нацко,
Beti, Filip, Maja, Đorđe. Umnoži Gospod, Tremutice. Ušte se molime za život, mir, zdravlje i spasenje Četa Božji. Dimitri, Vera, Živko, Angela, Andrijan, Roman, Jonče, Marija, Kristijan i Joana. Umnoži Gospodi. Amin. Ušte se molime za život, mir, zdravlje i spasenje Četa Božji. Gordana, Petar, Eva, Nikola, Andreja, Slave, Martina, Joakim, umnoži Gospodi. Zašto si milostivi čovjek, ljubi Bog, tebe slava ti vozim sumena, Otca i Sina i Sveti Duh, sve koji što reći vekove amin. Pomolitvi te na sveti oci naši, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluje nas, amin. Za mnogo godin neka prineseni te kolači i vidat za zdravlje, duševno i telesno i za spasenje. I Gospoda gi napolni vašite domovi. Amin. So mir, zdravlje, blagosostojba, razbiranje, ljubav i sve što je neophodno za opstojivanje na jedno dobro hristijansko semestvo. Amin. Amin. Da vi kažem дека до другата година вече имаме кум, тоа е Мирча Чурка, звани Мики, и ви пожелувам убаво и најубаво расположение. А сега има нешто да каже Любчо. Драги пријатели и од мене добро вечер. Вечеров ја имам честа да исполнам едно ветување, еден завет од покојниот ми дедо Петри Пановски. Имено тој сачува еден вреден артефакт, печатот од Светава црква, стар 150 години. Го сачува, го зачува и ми даде аманет да го предадам на одборот. Значи, чувајте го и вие, како тој што го чуваше, дека ни е за многу години пиров. Воедно предавам едно сега направена скулптура што ја символизира Светата Тројца. Значи тоа го направи како држач тоа е направено како држач за Светиот печат. Голема благодарност за ова реликвија црквена, за нашата црква, од фамилијата на нашиот Петри Панов. Nunca
scapă de Brarisbeț și zvâmbreți. Haide în veastă, zvânchertăsiți. Veastă-lea, armană-lea, aiba nazvă chibă, doloțești vrotă. Veastă-lea, cărună-stea, discafa de Brarisbeț și zvâmbreți. Noptă, noptă, armânească, veasta-mi șaptă, zorosească, culpinii-ai nevistească. Noptă, noptă, lele-moi, armânească. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи ја колоритната убавина која ја создава природата во Долни Дримкол, поточно речено селото Горна Белица, распослано како орловско гнездо високо во југозападните падини на планинската убавица Јабланица, пред се црковниот комплекс посветен на Света Петка Римјанка, ја навестува празничната атмосфера на православната екумена посветена на светицата Света Петка Римјанка, а ширум југозападниот дел на Долни Дримкол, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Горна Белица. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам дел од утринското богослужение со кој начествуваше парохискиот свештеник од Струшката парохија, кое се одржа во црковниот храм Света Петка, во чест на Света Петка Римјанка и црковниот богослужен ручек, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека па се до ден денешен да проследите во продолжение на оваа репортажа. Благослови, Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. И вера и љубов пристапете. Ще треба жимето. Няма. Остави некакъв дим. Ще не заеде. Полека да полека. Вземи го кръчето, стави го под величието. Ще се работи како се каже. Глорија. Остави njezini. Полека. Ще не заеде да лапне. Да се жив за... Ке си ми го цепи? Или Ѓорѓи си? Кој си ти ке си? Георги, така ме не дава. Ще се разложи Георги, оставljeni grehov, za vječne zdravlje. Gotovo?
Sodelavšite za imenitaja, jedino imenuju Tvoju vjeru. Naše slava Te podnesuvаме na Otca i Sina i Svetija Duh, sej sekoš i o večni vekovi. Amin. Sveti Bože, sveti silni, sveti besmrtni, pomiluj me. Sveti Bože, sveti silni, sveti besmrtni, pomiluj me. Sveti Bože, sveti silni. Ете продукцијата Мариофилм денешка се наоѓа во Горни Дримкол, во селото Горна Белица, каде што претежно е населено од Власи. Овдека денеска на Света Петка е славата на селото, каде што и групата, пејачката група настапи со фолклорни, со спретна на песни од влашкиот фолклор. Да ни се накратко да ни представите ова културно-уметничко друштво. Да, вие истакнавте дека една група пејачка настапи на ова вечер на манифестацијата. Јас ќе кажам дека групата се вика Горди Власи или на Влашки Армај Перифај. Формирана е 2016 година, што значи некаде пред 7 години. Меѓутоа, со оглед на времето кога настапи со короната, 2 години речиси не работевме, меѓутоа за овој краток период, 5 да ги кажеме, имаме извадено 4 CD-ња со 44 народни стари изворни песни и едно CD со ново обработени песни од тие старите, кои што со продукцијата на македонската телевизија, Влашка редакција, имаме и DVD од истите 10 песни. Целта на групата е да ги истражува, да ги регистрира и исполнува старите изворни песни и сметаме дека тоа досега добро го правиме, ради тоа што за толку краток период да ги извираме толку песни, тоа е навистина успех, а ќе продолжиме и понатаму, ќе истражуваме и ќе ги пееме, посебно акцент ќе утреме да ги обработиме со инструменти од причината ние се по-мелозвучни и по-пристапни до слухот на гледачите и на публиката. Каде досега ще имате настапувано ширу Македонија? Групата
еве морам и тоа да го истакнам дека речи се насекаде кај што има влашки манифестации учествува. Како што е тоа националниот ден на влаците, како што сега беше 10 дена Крушевска република, на сите фестивали во републиката што ги организира, како што сега еве на 29 бевме на републичкиот фестивал за народни песни и ора Илинден 2013, 53-та едиција, во Свети Николе исто така учествувавме на тој фестивал. На Влашкиот фестивал, кој традиционално се одржува 16 година на Марината Пониква, насловен за Петровиците на планина, бидејќи таму претходно нашите предци простојувале и сакаме да ги обновиме нивните обичаи, традиции и животот кој што тие го живее во тој период. И да истакнам дека една од главните активности ние како група организираме меѓународен фестивал насловен Песната не побрзува. Тоа така е насловено од причини што власите, како што се знае, се раселени и насекаде низ Балканот и сега истиот говор го говорат, дали е тоа во Албанија, Грција, Романија, Србија или Бугарија, ги пеат истите песни, меѓутоа се разликуваат по меносот, по зависност од тоа кој во која земја живее. И еве, морам да се похвалам дека во Македонија го државме на вистина она автентичното, правото, влашки мелос кој што нашите предци го пееле. Ја би дека влашкиот песна е дел од македонскиот фолклор и македонската култура. Не само тоа. Влашката песна е една историја, каде што секоја песна зборува за некој настан кој што животот нашите предци го живееле. Дали е тоа од областа на караванството, дали е тоа од областа на сточарството, дали е тоа од областа на еве да речеме обичаи, традиции, на свадби, слави или нивните страдања што ги имале преку животот, тоа го искажуваат преку песните и ние сето тоа го презентираме пред јавност. Сега едно прашање, од каде се членовите на ова фолклорна група? Па вака, ќе истакнам дека сите сме сега и живееме во Скопје. Меѓутоа не има од различни градови или села, претежно од Источна Македонија. И ја гаиме таа култура и тие песни што ги тој дел ги пееле нашите предци. Сега вака едно да ве прашам, вие сте првиот меѓу однаквите по ова фолклорна група, да ми се представите вашите име и презиме. Јас сум Ѓорги Ѓоргиев Чујапи, така старото презиме на нашите предци и кога ќе каже Чујапи, знаат сите од која семејство. Ако кажеме Ѓорги Ѓоргиев, тоа не кажува ни дека сум влав, ниту ги кажува корените мои. Сум од село Лепопелци Кочанско. Другите најверојатно ако имат прилика да се пресват ќе си кажат кој од каде е, а од 1966 година доселен сум во Скопје и од тога живеам во Скопје. Има ли од твоите внуци кои што ја негува влашката песна? Па морам да истакнам дека моето семејство, посебно сите понапред на свадби и на слави се истакнувале колку тоа знаат да го прикажат или пеат. Меѓутоа од нашата фамилија, мојот помал брат, кој што е 3 години помал од мене, 40 години се бави со ова уметност, односно беше кореограф на Владо Тасевски, кореограф на Влашкото културно-метношко друштво Питу Були од Скопје, како и
еден и единствен случај кој што водеше друштво слепи и глуви. Така да успеал да ја воспостави таа врска помеѓу нив, да слепите да пеат, а глувите да играат. И како анекдота да кажам дека во Словенија кога беа на еден фестивал го зема првото место, дури и не верува, па групата ќе носеа на лекар да проверат дека стварно се тие хендикепирани, дека ниту гледат, ниту слушат. Имам внук, исто така истекнат музичар и еве се бави со музика покрај она што го работи секојдневно и што ете со тоа да заврши. Да, ми се представате другите членови, ќе може? Да им се даде прилика, еве, дозволувам и... Име, презиме и вашето потекло? Јас сум Нако Ташковски, Жгума. Така. Моето потекло е од село Махниш, Кумановска. Така. Сега живеам во Скопје. Вие, господине? Јас сум Николов Димитар, живеам во Скопје, инаку сум од село Дарфурија и сум член на ова друштво пред 2 години. Инаку членував како млад во културно-уметничко друштво Керамиса од Телес. Јас сум Митрова Огица, од Пробишти, живеам во Скопје и пеам во Перифан. Сум Марија Ѓурѓиева, мажа на Девојча Ирџелија. Сега живеам во Скопје. Јас сум Марија Манолова, живеам во Скопје, потекнувам од Пекча. Јас сум Јана Накова, живеам во Скопје, потекол со Коларци и Чансаци. Јас сум Ленче Костова, од Скопје, иначе од село Радај. Јас сум Кираца Костовска, помајка Лика и Жула, старо презиме Блашко, од Стар Караурман, Штит, па од почеток сум член на ова друштво. Јас сум Мања Јованчева, Неска Михајлова, Стафан Марков, кои су меѓу најмладите членови, сум скораш. Јас сум Елена Симеонова, Добрула, живеам во Скопје, инаку родом сум од Крушево и во друштво членувам веќе 5-та година. Јас сум Ѓорѓиев Јанаки од село Лепопелци. Во групата веќе сум сигурно 7-8 години сум и више. И сега да сум шетале. Јас сум Сандре Џамбазов, село Кривило Штипско, живеам во Скопје и во пејачката група Армин Перифан сум некаде 6 години си.
Почитувани мои, не ми се напушташе селото Горна Белица, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите села во Долно и Горно Димковскава регија и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека пак ќе наминам во селото Горна Белица, саде Господ да ни дава живот и здравие, што се вели.